Низ цела Македонија и во Кавадарци денес се реализираше акцијата Денот на дрвото по 8 пат. Од утринските часови се пошумуваше на Глишички рид. Во акцијата беше вклучен заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Денеска во рамки на акцијата Ден на дрвото сум во посета на општина Кавадарци, на така наречениот Глишички рид, на кој што ги денеска заедно со градоначалникот, пратеничката и голем број други граѓани на општина Кавадарци засадивме нови млади садници во насока на поддршка на целокупната оваа акција. Навистина ми представува особено задоволство фактот што во целата оваа акција се вклучени и сите образовни институции, училиштата на територија на Република Македонија, на еден начин со потребата за развој на целокупната еколошка свест кај најмладите генерации уште од најмали нозе. На тој начин верувам дека ќе придонесеме за правилниот еколошки развој на Република Македонија, за подобрување на квалитетот на воздухот и целокупната еколошка слика на нашата држава, а од истовремено тоа ќе значи прилично сигурно и правилно развивање на свеста пред се еколошката свест кај учениците, што на долг рок ќе донесе на еден начин развој на Република Македонија на ова поле. Навистина, оваа акција е една од најклучните за иднината на Република Македонија, за новите генерации, пред се заради тоа што со правилната имплементација и целосната имплементација на оваа акција и засадувањето секоја година на голем број насадници се обезбедува зголемување на квалитетот на живот во секој град и во секоја општина во Република Македонија. Локацијата на акцијата беше закажана за Новитачево, но поради временските услови се презакажа и се одржа на Глишички рид, изјави градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Од раните утрински часови, по констатацијата дека на договорената локација не е можно да се изврши садење, со директорот на шумско стопанство Бор Кавадарци и со командирот на полициска станица Кавадарци одлучивме да акцијата се спроведе тука на Глишички рид, и за учениците од средно и основно училиште акцијата да се спроведе во нивните школски дворови или од околу училиштето. Така што тоа беше една од потешкотиите, меѓутоа еве гледате вработените во јавните институции, граѓаните од општина Кавадарци се тука на лице место, а позади нас може да ја приметите и ефектите од оваа акција од минатите години. Ова е една од критичните точки за Кавадарци, освен долот Калница, кој што прави големи штети на градот Кавадарци, и мислам дека навистина дојдовме на вистинското место за да засадиме уште еден садник повеќе и покрај делот на екологијата малце и да го уредиме овој гол рид, а и ерозијата да ја спречиме за наредните години. Во пошумувањето се вклучи и засади дрво и кандидатот за пратеник Весна Пемова. Оваа акција е повеќе символична, меѓутоа многу значајна за подигање на свеста кај граѓаните, што значи свеста за самото дрво, односно за развој на свеста кај граѓаните, за чувување на животната средина, односно што се значи поддршка на животната средина, на чиста животна средина, чиста еколошка животна средина.